Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 5 минути молк за почит кон жртвите од Пулс. Комеморација и сеќавање на загубените млади животи во Кочани. Бензините за 7, нафтата поскапа за 6,5 денари по литар. Регулаторната комисија за енергетика ги објави цените кои ќе важат од полноќ. Трамп побара помош за поголема безбедност на Ормудскиот теснец. Иран тврди дека се безбедни сите пловила, освен на непријателите. Председателот на Собранието поддржува отворени листи. Измените на изборниот законник идната недела на работна група. Филмот Една битка по друга доби 6 оскари, меѓу кои за најдобар филм. Овие вести во живо од Кочани известуваме со детали за одбележувањето на првата годишница од трагедијата во дискотеката Пулс. Останете со нас. Помина една година од големата трагедија во дискотеката Пулс во Кочани, во која животот го загубија 63 млади луѓе. Родителите, повредени, но и блиските семејства, како и државниот врв и дипломатскиот кор присуствуваа на денешната комеморација во Кочани. Од таму во живо имаме колешката Мирјана Давидовска. Мирјана, што се случуваше денеска во Кочани? Да, Иван, една година подоцна, тишината беше онаа која што најгласно зборуваше и денеска. Неизбежни беа сите емоции кои што се забележуваа кај секој еден од илјадниците присутни овде на плоштадот на револуцијата, каде всушност и се одржа настанот во знак на почит и помен кон прерано загинатите млади животи. 63 бели столчиња со бели рози беа нем сведок за прерано згаснатите млади животи. Под мотото недовршени соништа се одржа комеморација во Домот на културата. А таму, преку музика, зборови, но и длабока тишина, потекнува пораки за делата и беше портретиран секој еден од прерано загинатите 63 во оваа голема трагедија. Да ги слушнеме пораките. Што во нас песна не остана, а и таа што остана не оти песна е. Лелективок што убива. Затоа вие пејте ни ангели наши, се недопеано запејте и допејте, во ангелски пој претворете. Ние долу на земјата ќе воздивнуваме и пејте, ангели наши ќе довикуваме. Оти нам долу песната ни умре, плачот песна ни постана. Ве замолувам да станеме сите со едноминутно молчање, да им оддадеме почит на сите кои ги загубија животите. Нека оваа минута молк биде наш длабок поклон на нивната младост и длабок израз на почит и сеќавање. Слава им. За покој на душите на настраданите, митрополитот Иларион заедно со свештениците од Брегалничката епархија одслужија молитва и упатија пораки за мир и вечен спомен. Овде беа присутни покрај неупокоените семејства, блиски пријатели, другари на загинатите, но и на повредените и голем број на граѓани, можам да кажам и од Кочани, но и од околните градови, но исто така и представници на државниот врв, како и представници на дипломатскиот кор, кои што сите со свежо свеќе и венец се поклонија во знак на почит кон покојните. Ги положија цвеќињата, а потоа беше отворена и книга на жалоста во која што секој од нив можеше да напише по некоја порака со почит за прерано загинатите животи. Своите пораки и сочувство исто така ги пренесе на овие лист хартија и премиерот Христијан
Мицковски, кој што исто така и на социјалните мрежи денеска се обрати и порача дека покрај одавањето на тивката, но и длабока почит кон невините животи што прерано згаснале, една година подоцна, иако болката и празнината се уште се чувствуваат во секое срце, вели заедно со нив ќе живее и сеќавањето на недовршените соништа, а и вечно сите ќе се сеќаваме на нив. Во продолжение еве дел и од атмосферата како изгледаше положувањето на цвеќињата, но и потпишувањето во книгата, на жалост. О срце. Мама и тука ќе видим мама и тато. Тато е со вас, не гледа се. Тука и гордина, со слика. А ова бари се. Ирена, синоќ имаше одбележување и на местото на трагедијата кај изгорената дискотека. Да, Иван, во точно 2 часот по полноќ и 32 минути, всушност и моментот кога избумнал пожарот во дискотеката Пулс. Пред дискотеката беа вклучени рефлекторни светла, упатени кон вечноста, во знак на почит и сеќавање кон прирано згаснатите животи. Овде пред дискотеката беа исто така и прикачени 63 бели срца, на секој од нив испишено името на секој еден кој што загина во оваа огромна катастрофа. Овде беа присутни голем број на сограѓани нивни, но и нивните семејства. Запалија свеќи, оставија по некое пришано мече, се поклонија и во длабока тишина го одбележа овој трагичен настан. Имаше и порака од представниците на Сдруженијето на родителите. Во продолжение ја слушаме. Но токму зборовите се тоа што не држи во живот. Борбата на обичниот човек за правда е борба за помнење наспроти заборавот. Сите ние сме заедно во ова. Заедно почнавме и заедно ќе продолжиме. Сегам да се погледнете сите помеѓу вас. Токму вие, семејствата и пријателите, покажавте што значи да не се заборави. Покажавте што значи љубов, покажавте што значи грижа. Сите ние, секој на свој начин, го продолжуваме споменот, животот и меморијата на ангелите кои ги загубивме на 16 март. Како што Чемерски камен по камен го создал вечниот мозаик на слободата, така и ние со нашите дела, борба, грижа и љубов го креираме мозаикот преку кој што ангелите ќе продолжат да живеат во вечноста и сеќавањето на македонскиот народ. Ве повикувам со 5-минутен молк да се потсетиме на жртвите и да се потсетиме зошто не смее да заборавиме.
Иван, со денешната комеморација всушност и се заокружи тридневното одбележување на годишнината од неголемата трагедија во државата. А претходно, во изминатите денови беше одржана и комеморативна седница во Собранието, но и меѓународна конференција организирана од владата, на која што присуствува сите оние кои што се обидувале до последен момент да спасат човечки живот при настанување на пожарот, но и сите лекари кои што учествува во лекувањето на повредените, но и пожарникарите, и на сите нив им беше одадено признание. Мирјана Давидовска во живо од Кочани, и благодарам за вклучувањето во овие вести. Почит за загинатите во дискотеката Пулс се одава низ цела Македонија, денеска во Струмица, одбележување на годишнината од трагедијата на посебен начин организира и средношколците. Ова дрво е засадено како жив спомен кој ќе расте и ќе не потсетува на вредноста на животот и човечката солидарност. Оваа порака стои на таблата покрај дрвото што струмичките средношколци денеска го засадија во градскиот парк во чест на загинатите во трагедијата во Кочани, меѓу кои беше и струмичанецот Џоко Ѓорѓиев. Дрвото е засадено како символ на надежта и животот кој продолжува да расте, но и како траен спомен за жртвите. Со тоа ние сакаме да покажеме дека ваквите трагедии, како што е трагедијата во Кочани, веќе не треба да се повторуваат. Во нивна спомен, односно во спомен на 63 ангели, ние денеска одлучивме да садиме дрво кое што ќе расте и ќе се развива во чест на нив. Сакаме да покажеме дека солидарноста во нашата држава е на многу големо ниво и дека сакаме да помагаме и каде што е најтешко, дека ако се сплотиме ќе биде се подобро и ќе бидеме посилни. Одбележувањето го организираше ученичкиот дом при средното општинско училиште Димитар Влахов, а во настанот се приклучија и ученици од останатите две средни училишта во Струмица со поддршка на локалната самоуправа. Денешниот настан не е само одбележување на една годишнина. Тоа е и потсетник колку е скап животот и колку е важна човечноста, солидарноста и грижата едни за други. Во рамки на активностите беше организиран и меморијален турнир во мал фудбал со учество на ученици од Струмица и Кочани, а за време на настанот се собираа и донации кои ќе бидат уплатени на сметката на иницијативата Супорт Кочани. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Што се ветуваше, а што се направи? Како се одвиваше истрагата и што се случува со судскиот процес? За хуманоста и помошта за повредените? Дали лекувањето е завршено и како понатаму? Тема на денот во живо од Кочани. Бензините поскапуваат за 7, а дизелот за 6,5 денари по литар. Регулаторната комисија за енергетика попладнево ги објави цените кои ќе важат од полноќ. До овој момент државата нема воведено мерки за намалување на цените. За 2 недели од стартот на кризата на Блискиот Исток, дизелот поскапе за 21 денар, а бензинот скокна за 12. Бензинот поскапува за 7, а дизелот за 6,5 денари по литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика на денешната седница. Со тоа од вечерва на полноќ литар бензин на бензинските пумпи ќе се точи по цена од 86,5 денари, а дизелот не смее да се продава поскапо од 92 денари за 1 литар. По промените вечерва цената на бензинот достигнува највисоко ниво во последните речиси 2 години, откако по иста цена како денешната се продаваше и на крајот од март 2024-та. Дизелот пак руши ценовен рекорд стар безмалку 3,5 години по пиковите во ноември 2022-та, кога последен пат беше на 90 денари за литар, откако летото истата година ја достигна највисоката цена од 110 денари. За само 2 недели од стартот на кризата на Блискиот Исток, дизелот поскапе за дури 21 денар, а бензинот скокна за 12. Поскапувањето се должи на значителниот скок на суровата нафта на светските берзи. По благиот пат на стартот од минатата недела, од почетокот на оваа барел нафта од типот Брент на берзата во Лондон се тргува по суми кои денеска надминуваат $105. Тоа ги принуди големите сили да почнат да ослободуваат нафта од своите стокови резерви.
САД го стори тоа уште минатата недела, ослободувајќи над 172 милиони барели. Чекорот го следеа Канада и Австралија, а денеска нафта од стоковите резерви ослободи и Јапонија. Минатата недела и Меѓународната агенција за енергија информираше дека пушта во промет 400 милиони барели нафта, највеќе во својата историја. Weniger wichtig, wie lange der Krieg dauert, sondern viel wichtiger, was passiert mit der Straße von Hormuz. Wird sie wieder geöffnet und dauerhaft geöffnet sein für Öl- und Gasexporte? Wenn das gelingt, dann gehen wir davon aus, dass die Preise relativ schnell wieder sinken könnten, dass sie also für Öl und für Gas nicht die hohen Preise weiterhin sehen werden, wie wir das im Augenblick haben. Во регионот Србија ги намали акцизите за 20%, исто како и Хрватска, која и ги ограничи цените. Грција ги ограничи маржите на горивата, но и на основните прехранбени производи, а во Бугарија владата им подели директна помош на социјално најзагрозените семејства. Во Македонија до овој момент владата ја следи ситуацијата. Извори од Илинденска за Сител велат дека во кабинетот на премиерот сериозно се разгледува опцијата ДДВ-то на нафтените деривати да се намали од 18 на 10%. Александар Спасовски, Сител телевизија. Пријавиле на огласот за избор на нов председател на Регулаторната комисија за енергетика во Собранието. Неофицијално се работи за Ацо Ристов, поранешен градоначелник на општината Радовиш, и Шамил Реджепи, вработен во Регулаторната комисија. Пријавите на Ристов и Реджепи утре ќе бидат отворени пред Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата. Согласно Законот за енергетика, по разгледување на пријавите, комисијата му предлага на Собранието предлог кандидат за председател на Регулаторна. Првиот човек на независното енергетско тело пак се избира на пленарна седница со мнозинство гласови. Регулаторната комисија остана без првиот човек, откако досегашниот председател Марко Беслимовски си поднесе оставка во кривичната пријава од финансиската полиција. Председателот на Собранието поддржува отворени листи. Измените на изборниот законник идната недела на работна група. Филмот Една битка по друга доби 6 оскари, меѓу кои за најдобар филм. Председателот на Собранието Африм Гаши поддржува отворени листи како дел од иницираните законски измени. Идната недела, според најавите, измените на изборниот законник ќе се најдат на состанок на работната група. Собранискиот спикер Гаши вели дека не е разочаран што министерот за правда Филков, а не тој, како што најавуваше, ќе ја води работната група за подготовка на нов изборен законник. Сепак смета дека групата треба да направи суштински измени во изборните правила. Според него, фактот што во неа има представници од сите парламентарни партии е добра можност да се отворат клучните прашања, бројот на изборни единици и изборниот модел. Јас сум поборник на отворени листи, независно каков изборен модел ќе биде одбран. Мислам дека отворените листи се најдемократскиот начин за избор на пратеници. Граѓаните на овој начин добиваат шанса да гласаат и за личност, а не само за партија, изјави Гаши на брифинг со новинарите. Минатата недела представници на политичките партии одлучија работната група да ја води Филков. Одлуките за евентуалните измени на изборниот законник најавуваат ќе се носи со консензус. Следната средба на партиите е закажана за наредниот понеделник. Засега тие излегуваат со различни предлози, од една изборна единица со отворени листи и изборен праг до модели со 3 и 8 изборни единици. Дел од предлозите се однесуваат и на намалување на бројот на пратеници. Изборниот законник е дел од реформската агенда и требаше да биде донесен до јуни минатата година. По неуспешните предизборни измени, Брисел одобри дополнителен рок до јуни годинава. Во однос на критиките пак од председателот на Уставниот суд Костадиновски дека Собранието не покажало доволно почит кон институцијата, бидејќи навреме не постапило по измените на кривичниот законник и законот за електронски комуникации, Гаши одговори дека секој треба да си го гледа својот двор. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Објавени се списоците на граѓани кои се стекнале со право на инвертер клима, а сега започнува постапката за подигнување на воучери во рок од 30 дена. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини го објави списокот на граѓани кои ги исполниле условите по јавниот оглас за добивање финансиска поддршка преку ваучер за купување и вградување инвертер клима уред. Станува збор за втора фаза од веќе завршената постапка. Списокот на граѓани кои се стекнале со право на поддршка е објавен на веб страницата на Министерството. Од 18 март
март до 17 април годинава, лицата кои се наоѓаат на списокот ќе можат да се обратат во меѓуопштинските центри за социјална работа во општината каде што живеат, каде ќе треба да ги подигнат ваучерите, додека на сајтот на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини е точно наведено која документација е потребна и кој е текот на процедурата за подигнување. Ранливите потрошувачи ќе избираат клима уред од понудите на компании со кои се склучени договори без дополнителна доплата, а вредноста на ваучерот изнесува до 28.000 денари. Топлото време ги активираше алергиите, ординациите на матичните педиатри се полнат со деца, кај кој доминира кашлицата. Лекарите советуваат да не се зема терапија на своја рака. Вирусите стивнаа, но деца со алергии почнаа да ги полнат ординациите на педиатрите. Лекарите велат дека поради затоплувањето и цветањето на некои дрвја, периодов имаат зголемен број на пациенти со алергиска симптоматологија. Причинител секогаш е во пролета секогаш поленот на трева, на дрва и така натаму, кои предизвикуваат голема, долготрајна и длабока кашлица, која представува големо вознемирување во семејството, посебно кога доминира во текот на ноќта. Доктор Смугреска со совет до родителите, на своја рака да не им даваат терапија на децата. Антихистаминикот само се дава кај алергискиот ринит, а нема да ја смири кашлицата која настанува поради промени кои настануваат во дишните патишта од поленот. Заради тоа, најчесто им препорачувам да дојдат првен на преглед, да ја објаснат убаво, нивната анамнезата е многу битна, дали носот е прв што протекува, па посам се јавува кашлицата, дали е кашлицата во текот на денот, сабајле навечер или само во текот на ноќта, или кога детето игра. Периодов од голема корист на лекарите, како што вели доктор Смугреска, е следењето на нивото на полен во воздухот, за да знаат поради што едно дете има интензивна кашлица, затнат или протечен нос. Александар Динев, Сител телевизија.